Докторите специјалисти да имаат 100.000 денари нето плата, додека пак платите на општите доктори да изнесува 56.000 денари нето плата. ВМРО ДПМН ќе поднесе предлог закон до собранието. Една од најголемите придобивки од донесувањето на овој закон е предвиденото вреднување на докторскиот труд, односно утврдување на висината на платата преку колективен договор, која што би ја земале општите доктори и докторите специјалисти од примарното, секундарното и терцијалното здравство, посочи Зоран Георгиевски од ВМРО ДПМН. Со овој закон се предвидува платата на докторите специјалисти да изнесува 4,5 просечни плати или 100.000 денари нето плата, додека пак платите на општите доктори да изнесуваат 2,5 просечни плати, односно 56.000 денари нето плата. Од ВМРО ДПМН информираа дека покрај утврдувањето на висината на платите на специјалистите и општите доктори, овој закон ќе понуди и системско решение со кое ќе се подобри квалитетот на целиот здравствен систем. Покрај утврдување на висината на платите на специјалистите и општите доктори, со овој закон нудиме и системско решение со кое ќе се подобри квалитетот на здравствениот кадар, квалитетот на здравствените услуги за граѓаните и ќе се спречи одливот на здравствените мозоци во странство. Од ВМРО ДПМН порача дека сега СДСМ е на потек и очекуваат од парламентарното мнозинство на чело со СДСМ да го поддржат овој закон, поради тоа што беше ветено од нивна страна во предизборниот и постизборниот период.